Во академиите и културните институции има вработени што земаат плата, но не си ги исполнуваат обврските како што треба. Посочи денеска премиерот Христијан Мицкоски во својата изјава. Според него во високото образование не може некој да не објави ниту еден труд цела година, а да бара висока плата. Исто така посочува дека и вработените во културата, што не учествуваат во представи, а редовно да земаат плата. Пораката му е дека мора да има и работи и резултати, а не само барања. Тие сакаат да работат еден ден во неделата, сакаат плата 120-150 илјади денари, а не сакаат еден труд да напишат годишно. Што им е работа? Еден труд. Не сакаат еден труд да напишат. Тоа е исто како јас сега, како претседател на владата, да доаѓам на работа пола ден во неделата и да барам да имам 10 пати повисоки примања и да не одговарам за ништо во државата. Тоа не иде така. Оваа влада ги покачи платите како резултат на колективниот договор двојно. Кај универзитетските работници. И знам дека ќе има и такви кои што ќе излезат и сега ќе ме критикуваат, иако сум јас редовен професор и ќе кажуваат како тоа било вака, па ќе бараат точка и запирка во мојата изјава. Во културата пак буџетот се зголемува, но според премиерот Христијан Мицкоски најголем дел од средствата одат за плати, а не за програми и инвестиции. Буџетот за културата се зголемува. Но знаете што? Не се зголемува за програми толку многу и за капитални инвестиции, туку за нивните плати. И сега се доведуваме во ситуација да правник во културна институција во град, некој низ државата, има двојно поголема плата од правник во Министерството за култура. Дали некој има чувство кон оваа држава? Ево и кон културата. Кон културата. Никој не го крати буџетот. Но доди во програми, доди во филмови, доди во театарски представи, да се реновираат културни институции. Никој нема да го скрати. Тие се парите. Ајте за тоа да зборуваме. Зошто да не зборуваме дека имаме вработени во одредени театри кои што не играат представа цела година? Ево, зошто тоа не го зборуваме? Ајде за тоа да зборуваме. Некои работи мора да ги доведеме во ред ако сакаме да имаме држава. Ако сакаме да си играме држава, еве тоа е начин. Пораката е дека мора да се воведе ред во културните институции во начинот на трошење на буџетот. Според него парите треба повеќе да отидат во проекти и содржини, а не само во плати. Како што вели, без работа и одговорност нема држава, туку импровизации.